84-годишен жител од Ѓавото близу Богданци умира во субстандардни услови во руинирана куќа. Никола Попов живее сам 20 на години од смртта на сопругата. Немале деца. Поседувал ниви, но со години не може да ги обработува, па обстојува од милостина. За него се грижат роднини и соседи, но последниве месеци здравието му се влошило. Луѓето кои што му помагале поднеле барање за него од друго лице, но биле одбиени од првостепената комисија пошто тврдат дека поднеле жалба, но досега не добиле одговор. Тие се револтирани зашто на човек во ваква состојба не му се одобрени минимални средства за нега. Че работа, кажа се жалят, обнована е и нема никаков одговор. И самата слика кажува дека што лежа сега там. И јас сум сам, нема и мен кој да ме гледа. Обрскивам през нојта, не сум, ево долу живеам. А тук се гледа таа жолта која долу е. Идам в 12, един, три пата го соблечувам. Пилена му плава, сјајна пилена. Од Центарот за социјални работи во Гевгелија велат дека луѓето што поднеле барање за нега од друго лице воопшто не поднеле жалба по решението од 18 октомври, во кое комисијата утврдила дека нема потреба од таков додаток. Тие немале побарано Никола да се смести во дом за стари лица, но за да се случи тоа, требало да се склучи договор со државата и да и се отстапи земјата што тој ја поседува. Според информациите од Министерството за труд и социјална политика, во ваков случај потребно е повторно поднесување барање за нега од друго лице, но со нови здравствени наоди. Соседите и роднините на Никола велат дека состојбата му е критична и дека нема да ја доживее следната тромесечна процедура за одговор на барањето.